Во новото издание на Digi Plus, зошто е откажана првата премиера на филм напишан од вештачка интелигенција. 3D печатање на чоколадо, спојна технологија и гастрономија. Дрон атракција за креирање светлосни ефекти во Дубај која го привлекува вниманието на туристите. Ве каниме да се придружите на настанот за јапонски RPG видеоигри во организација на Comics MK. Ве каниме и да ни изгледате до самиот крај. Останете со нас. Ова жешко попладне време е за ново опуштено попладневно дружење кое ќе ве релаксира, а ќе ви ги представи и новите иновации и дигитални вести. Време е за новото издание на Digi Plus со кое започнуваме веднаш. Почнуваме со контраверзиите околу првата премиера на филмот од вештачка интелигенција. Премиерата на првиот долгометражен филм, целосно напишан од вештачка интелигенција, која требаше да се одржи во Лондон, е откажана откако театарот одлучи да го повлече настанот поради големиот број на жалби. Оваа ситуација отвара нови прашања за улогата на вештачката интелигенција во филмската индустрија. This, my friend, is the future. Премиерата на филмот The Last Screenwriter, првиот долгометражен филм целосно напишан од вештачка интелигенција ChatGPT, требаше да се одржи во киното Принц Чарлс Синема во Лондон. Режисерот на филмот Питер Луиси изјави за The Daily Beast дека театарот одлучил да го откаже настанот по добиените 200 жалби. Бев целосно изненаден, не го очекував тоа, рече Луиси. Иако на сајтот на театарот настанот беше најавен, деталите и постерот беа брзо отстранети, а посетителите беа информирани преку имејл за откажувањето и за враќањето на парите, но без објаснување за причините. The Last Screenwriter ја следи приказната за Джек, успешен сценарист кој користи напреден AI систем за пишување сценарија. Сценариото за филмот, вклучувајќи заплет, ликови и диалог, го напиша ChatGPT, револуционерниот четбот на компанијата OpenAI. Луиси изјави дека идејата за филмот била негова и дека започнала со едноставно барање кон ChatGPT. Напиши заплет за долгометражен филм во кој сценарист сваќа дека не е толку добар како вештачката интелигенција во пишување. Повеќето не можеа да веруваат колку е добро сценариото, рече Луиси, зборувајќи за реакциите на актерите. Сепак, тој е свесен дека темата на филмот доаѓа во чувствителен момент, особено по минатогодишните штрајкови во Холивуд, каде писателите бараа подобри заштити од вештачката интелигенција, која представува закана за нивните работни места, објави Yahoo News. Луиси планира филмот да биде достапен онлайн бесплатно од 11 јули, заедно со документацијата која покажува дека ChatGPT го напиша својот прв долгометражен филм. Не сакам луѓето да кажат профитираш од нашата беда и го користиш ова како маркетиншки алат за да заработуваш, рече Луиси. Сакам да го направам ова како придонес за целта. Додека светот се соочува со брзиот напредок на вештачката интелигенција, прашањето останува како ќе изгледа иднината на филмската индустрија кога AI ќе стане способен целосно да создава филмови без никакви човечки придонеси. Сега во Digi Plus, буквално во најслатките минути, зборуваме за чоколадни уметнички дела направени, верували или не, со 3D чокопринтер. Уживајте. Првото значајно достигнување во 3D печатењето на чоколадо може да се припише на британската компанија Chalk Edge. Основана во 2012 година, Chalk Edge го создаде Chalk Creator, пионерски 3D печатач дизајниран специјално за чоколадо. Chalk Creator овозможи создавање на сложени чоколадни дизајни преку екструдирање на стопено чоколадо, што представува значајна пресвртница во комбинацијата на 3D печатењето и уметноста на кондиторството. Од тогаш различни компании продолжија да иновираат во оваа област. Во 2015 година Hershey's во соработка со 3D Systems го развија ChocoJet 3D печатачот, кој е способен да создава прилагодени чоколадни форми и дизајни. Благодарение на овој невообичаен подвиг, реализиран е и проектот кој овозможува креирање на уникатни чоколадни уметнички дела со големо ангажирање на тимот кој е опкружен од љубопитност и желба за комбинирање и создавање нови патенти. За развивање на оваа иновација е користена новата технологија 3D печатач, опремен со додаток за 3D печатање со чоколадо.
V-Box Lucky Bot, нов патент на стартап компанијата. Оваа технологија ќе овозможи создавање на персонализирани чоколадни креации кои досега не беа можни. Проектот е тестиран со глобалниот лидер во производство на висококвалитетно чоколадо и како производители Бери Калебо. Од нивното чоколадо добивме интересни облици, а од нивните експерти поддршка и признание, што му дава дополнителен значај на овој иновативен подвиг, соопшти научно-технолошкиот парк во Нови Сад. Тимот на експерти кој неуморно работеше на реализацијата на овој проект 3D печатар со чоколадо стана реалност. И го сочинуваат раководителот на секторот за развој на научно-технолошкиот парк во Нови Сад, Владимир Тодоровик, професорот Дејан Моврин и талентираниот студент по мехатроника Младен Милик. Нивниот труд и знаење овозможија идејата да се претвори во конкретен и функционален производ. Овој проект не само што ги поместува границите на технологијата на 3D печатењето, туку отвара сосема нови хоризонти за креативност и иновации во нова сфера, како што е гастрономијата. Во текот на есента, научно-технолошкиот парк во Нови Сад планирани за настани и работилници, каде посетителите ќе имаат можност да се запознаат со ова фасцинантна технологија и да уживаат во уникатните чоколадни креации. Одиме во Дубај, за да ви ја представиме најновата атракција која користи стотици дронови за креирање светлосни ефекти во нокното небо, а со тоа го привлекува вниманието на туристите и жителите. Оваа спектакуларна представа, која се одржува редовно, ги трансформира ноките во градот, претворики го небото во платно за уметнички и светлосни изложби. Дроновите се синхронизирано програмирани да летаат во различни формации, создавајќи импресивни визуелни ефекти кои се придружувани со музика. Оваа светлосна игра на дронови е дел од широката иницијатива за унапредување на туризмот и забавата во Дубај. Град познат по своите иновативни и футуристички проекти. Според организаторите, дроновите се опремени со LED светла кои можат да менуваат бои и форми, што возможува бескрајни креативни можности. Секој дрон е прецизно контролирана единица во комплексни анимации и синхронизирани летови. Представата е замислена така што ги прикажува културните и технолошките аспекти на Дубај, со сцени кои ги представуваат архитектонските и природните убавини на градот. Меѓу највпечатливите моменти се формациите кои ги представуваат светски познатите згради, како што се Бурдж Калифа и сцени кои символизираат традиционална арапска култура. Организаторите исто така се фокусираат на безбедноста и еколошките аспекти на овој проект. Дроновите се опремени со најсовремени технологии за избегнување на судири и се управуваат со од страна на тимот од стручњаци. Светлосните шоу програми се внимателно дизајнирани за да не го нарушат природниот екосистем и се одржуваат по специфични временски интервали за да се избегне светлосното загадување. Посетителите кои го гледаат шоуто имаат можност да уживаат во спектаклот од различни гледни точки низ градот, со посебни места за набљудување кои обезбедуваат оптимален преглед на целата програма. Многумина ја опишуваат оваа атракција како незаборавно искуство кое го збогатува престојот во Дубај и нуди уникатен начин за доживување на градот. Со оваа иновација, Дубај продолжува да биде предводник во светот на туристичките и технолошките иновации, нудејќи незаборавни искуства за сите посетители. Светлосната игра на дронови е само уште еден пример за тоа како технологијата може да биде корисна за креирање на магични, инспиративни моменти кои го воодушевуваат светот. Јужнокорејската технолошка компанија LG Display неодамна предизвика интерес за транспарентната технологија кога го објави OLED-T. Иако станува збор за концепт, а не за телевизор кој ќе влезе на пазарот, OLED-T е ТВ екран со целосно транспарентен режим и класична црна боја, кој се лизга на црн екран зад него, за да може да го користите како обичен ТВ екран. Во Јапонија и Кина
Прозирните екрани на LG веќе се појавуваат во системите на подземната железница, каде што возачите можат да гледаат надвор од вагоните и да добиваат информации за нивните патувања на прозирните OLED дисплеи. Но додека оваа технологија се користи во некои контексти, идејата да ги имаме овие типови дисплеи во нашите домови, како наши ТВ екрани, одсекогаш изгледа како научна фантастика. Телевизорот со OLED технологија содржи пиксели кои емитуваат собствена светлина и можат сами да се исклучат. Ова му овозможува на екранот да дава совршени црти бои, како и подобар квалитет на сликата, побрзо време на одговор и намалена потрошувачка на енергија. Транспарентен OLED телевизор работи на истиот начин, но се состои само од прозирни компоненти. Ова значи дека кога технологијата во внатрешноста на подлогата е исклучена, тоа може да биде до 85% транспарентна. Не е тешко да се види дека има голем потенцијал за транспарентни OLED дисплеи. Секој прозорец или стаклена површина всушност може да се претвори во екран за прикажување информации, рекламирање или забава. Наместо гломазен телевизор, што изгледа како трн во око во вашата дневна соба, тој може лесно да стане прозорец или само ненаметливо светло кога не го користите. Се уште е рано за транспарентната OLED технологија, но со нетрпение очекуваме да видиме како ќе се развива во наредните години. Спектакуларно, нема што. Во продолжение, ќе се запознаеме со геймерите од Comics MK, а ќе најавиме интересен гейминг настан, затоа бидете со нас до самиот крај. По рекламите се гледаме во Digi+. Еве не назад во Digi+. Пред да продолжиме со гейминг содржините за денеска, да се подсетиме дека и овој пат со нашите соработници од Анхоч скенираме за ваучер со попусти за нови супер производи. Направете скен на QR кодот кој што го гледате на екранот и видите на електронскиот купон кој производи се на попуст само за нашите гледачи. А денеска во гейминг делот прво ќе се запознаеме со нашите неодамнешни пријатели, дел од тимот на Comics MK, кој ова лето ве канат на супер гейминг дружба на нивниот Twitch канал. Распределени секој во она што е најдобар, играат од се по нешто. Имаат цел да состават една безгрижна заедница каде што сите се добредојдени. Тимот е составен од Николај Јанушев или Клесни, спидранер и ловџија на трофеи, кој држи неколку светски рекорди и повеќе топ 20 позиции во различни наслови. Никола Чинговски, професор Чинго, ужива во компетитивни мултиплеер наслови, знае да се изнервира од време на време и има над 2.60 KD решио на Warzone. И Давид Ристовски, Давид Бум, менаџер и голема незналица, не знае да држи контролер. Ова го вела за себе, а како се покажа во досегашните стримови, можете да погледнете на нивниот канал Орос ТВ. Во продолжение со Давид ќе ве поканиме на настанот кој Комис го најавува, а е наменет за јапонски RPG видеоигри. Какви се овие игри и како вие можете да се придружите? Дознаваме во продолжение. Здраво на сите, сакам да ја поздравам од Анхоч премиум продавницата. Денеска ќе ви најавам еден настан кој што го работевме подолго време, по соработка со Пагода, во покровителство на Анхоч и на Genesis. Се работи за JRPG Quest 2024. Така е насловот на настанот. Инаку ќе биде фокусиран на јапонски RPG видеоигри. Што значи тоа? Јапонски RPG видеоигри, ај прво да започнеме што се RPG видеоигри. RPG видеоигри се оние каде што играчот завзима улога на карактерот во видеоиграта и заедно со него може да врши мисии, да шета низ светот, да носи одредени одлуки за карактерот и така натаму. Што се јапонски RPG игри? Тоа се RPG игри кои што се едноставно произведени во Јапонија, меѓутоа за разлика од западните RPG игри, источните, односно јапонските RPG игри се разликуваат по тоа што во јапонските многу повеќе е фокусирано на приказната и многу повеќе е фокусирано на развитокот на карактерот, за разлика од западните RPG игри каде што
повеќе е фокусот на да се проучи светот, односно се носат сами одлуки на играчот и слични работи кои што не се толку повредени со приказната. Сега кога станува збор за JRPG настанот кој што го организираме, на него можам да ви најавам многу интересни работи. Прво сакам да им се заблагодарам на Base 42, кој што ни го стапија просторот. Се наоѓа на Млечен, можете да најдете локацијата на Google. Одличен IT простор кој што баш има така геймерска атмосфера и ќе биде ептен погоено за ваков тип на настани. На настанот можете да ги очекувате следниве активности. Најпрво ќе имаме трибина, односно панел дискусија заедно со неколку геймери кои што сакам да ги поздравам сите, на кои што ќе дискутираат повеќе за нивното искуство со JRPG и RPG игрите. Секако ќе може да си поставуват и прашања и да се развива дебатата во насока на која што посетителите ќе сакаат. Следно ќе имаме фото корнер заедно со Red Bull, каде што тука ќе имаме неколку макети од Final Fantasy видеоиграта. Ќе може да си направите слика, најкреативната слика ќе си добие подарок од Red Bull и така натаму. Исто така ќе учествува, сакам да ја поздравам и Ави Cosplay, односно мојата пријателка Ива, која што е број 1 косплеер во Македонија. Она ќе донесе нејзини изработки, исто така е голем Final Fantasy фан. Ќе имаме Gaming Corner, покровителство на Анхоч и на Genesis, каде што луѓе ќе може да дојдат и да си пробаат JRPG игри на Nintendo, на PlayStation и на некои ретро конзоли. Ќе има проекција на аниме филм, на Final Fantasy филм. Ќе има продажен дел, каде што ќе може да си купите разни аниме производи, Final Fantasy производи. Ќе имаме музичка селекција и многу забава и дружба. Сакам да ги поздравам сите пријатели кои што се погрижија за овој настан. Тоа се Galactic Omnivore, Print and Play, ќе има исто така играње на Tabletop RPG игри, да не заборавиме. Anime Shop, Drunken Monkeys, Орос ТВ, каде што Николај ќе учествува во таа панел дискусија и ќе може да го запознаете и да прашате многу работи. Така што следниот викенд, сабота, 13 јули во 19 часот се гледаме во Base 42, следете на социјалните мрежи. Исто така не заборавајте дека во Анхош можете да ги најдете сите овие JRPG наслови како Final Fantasy, Zelda, Pokemon, Persona, Souls насловите и се друго поврзано со Nintendo и со Јапонија. Имате време да се навежбате, а се разбира и да се пријавите за овој настан, за овие јапонски RPG видеоигри, доколку ви звучи и ви изгледа интересно. Доколку нешто пропуштивте, а ви беше интересно, можете и во целост да најдете ова, но и претходните изданија на Digi Plus преку нашиот YouTube канал Digi TV MK. Исто така се дружиме на социјалните мрежи, на Facebook, на Instagram и на TikTok. А се разбира, се дружиме и во нова премиера следната недела на вашата омилена Телма телевизија 10 минути пред 18 часот. Бидете со нас и тогаш. Ви посакувам убав остаток од денот.